Добар ден. Ова е магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма, каде денеска ќе зборуваме за здравјето на детската кожа. Дали појавата на венки на кожата на детето е причина за загриженост кај родителите? Што се треба да знаете за венките во детска возраст? Ке појасни денешната гостинка, тој е доктор Верча Тодоровска, дерматовенеролог од ПЗУ Дермамедика. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Што се тоа венки? Дали се тоа туморозни ткива како што некои родители веруваат? Бемките се една бенигна појава која што може да се јави во почетокот на животот уште. Тоа се релативно ретки конгенитални невуси. Вродени. И тие се единствените кои што може да се оквалификуваат како хамартоми, односно еден вид на бенигни тумори, комбинација од различни ткива. И меѓутоа на нив отпаѓа само 1% од сите дечиња. Тоа се бемки кои што се јавуваат веднаш со раѓањето или во текот на првата година. Обично знаат да бидат со различна големина, да речеме, и ги делиме и ги класифицираме како мали, средни и големи. Малите се до 1,5 см диаметар, средните до 19, а големите над 20 см. Од сите овие така наречени младежи вродени бемки, ризикот што го носат со себе е многу низок за малите и средните, значи тој изнесува до 0,7% ризик во смисла на развој на меланом или оно што се плашиме. Меѓутоа за овие големите, значи гигантските конгенитални невуси, тој ризик знае да биде значително повисок, негде до 10% во текот на животот, и тоа обично може да се јави малигнизација во, да речеме, првите 5 години од животот најчесто. Меѓутоа зборуваме за невуси кои што се повеќе од 20 см, значи тие покриваат, ние велиме како покривка, цел еден дел од телото, обично на трупот се јавуваат, меѓутоа може да се јават и на главата, на било кој дел од телото. Најчесто се на трупот. Тие носат извесен ризик, бидејќи имаат и длабока дермална компонента и имаат и хамартоми, што видиме се со повеќе ткива, повеќе клетки има во нивниот состав. Многу е битно, има уште еден исто така многу ризичен момент, тоа е неурокутаната меланоза, која што кај овие дечиња со гигантски меланоцитни невуси, вродени конгенитални невуси, носат таков ризик, значи да се јави меланоза, односно намножување на меланоцитни клетки и во централниот нервен систем. И затоа кај овие дечиња е многу битно да се направи магнетна резонанца на ЦНС во првите неколку месеци од животот, за да се направи проценка дали постои и таму една меланоцитна активност, особено кај дечињата кои што имаат такви големи гигантски невуси во пределот на главата, тој ризик е најголем. Меѓутоа за сите останати, а тие се најголеми, значи останатите 99% од бемки се сосема бенигни. Да, тоа се стекнати, може да ги поделиме на вообичаени, кои што се најчесто со мал промер, негде до 6 мм, овални, со уедначена боја и со симетричен раст имаат. Потоа имаме атипични кои што може да бидат малку поасиметрични, со неправилна форма, малку поголемки, меѓутоа исто така и тие се во таа група на стекнати невуси. И имаме така наречени спиц невуси, кои што исто така се во една ризична група, исто така во помал процент, меѓутоа тоа се оние на кои што треба да обрнеме внимание. Меѓутоа, од веќе изнесеното, значи повеќето, најголемиот број бемки се сосема нормален дел од нашата кожа. Значи нема човек кој што нема, да речеме, обично во детството и во адолесценцијата ги добиваме сите бемки. Во просек 12 од 20 до 30 бемки секој човек има. На која возраст обично првпат почнуваат да се јавуваат? Па, освен, значи, овие конгенитални во првата година, кои што се многу ретки, во детството, во раното детство и пубертетот. Значи, тогаш ги добиваме најголемиот број на бемки. Ретко може после 20-тата да имаме појава на бемка, меѓутоа се случува, така наречени подоцни стекнати невуси, зашто морам да кажам дека и нашето однесување под сонцето до негде има влијание покрај генетскиот фактор. Некој има помалку бемки, некој има повеќе, од што зависи? Кој колку ќе има? На прво место, на кожата? Да, на прво место е генетиката, значи она што го носиме од родителите. Ако нашите родители имаат повеќе од 50 бемки, може и ние да имаме исто толкав број. Секој, значи, отклонување во смисла на поголем број на бемки, над 50,
малку ни го зголемува, да речеме, вниманието во смисла на следење на бемките, бидејќи кај таа една зголемена меланоцитна активност постои зголемен ризик да се појави нешто несакано. Да речеме, меланомите кај млада популација, ова сега зборам статистички пред се од Америка, тие имаат најверодостојна статистика. Тие се најчесто меланомите многу ретки. Да, меѓутоа за децата, тоа се уште нели деца помеѓу 15-та и 19-та година, утврдено е дека дури како да кажам, меланомите кои што се, значи тоа се меланоми појавени во оваа возрастна група, дури кај 50% од тие деца, нели да кажам, еве млади, возрастни, да не кажам адолесценти, имале повеќе од 100 бемки. Значи, бројот на бемките на некој начин делува представува еден вид ризик фактор за појава на меланом понатаму во живот. А дали значи кожа без бемки дека е здрава кожа? И кожата со бемки е здрава кожа. Значи, можноста да се развие меланом, тоа е еден вид малигнизација, малигно ткиво, малиген тумор може да се развие од сосема на здрава кожа. Значи, не мора да постои бемка. Само во една, да речем, тоа се 20 до 30% од сите меланоми се развиваат на веќе постоечка бемка. Значи, бемка која малигнизирала. А сите останати, најголемиот број се јавуваат на сосема непроменета кожа како нова промена, нов тумор кој што поради својата боја и изглед наликува бемка и затоа и пациентите го доживуваат како бемка. Бемката ми се смени и потоа почна да крвари или да чешка, нешто се случува, расте и тоа е всушност меланом. Тој така и си почнал да се развива, меѓутоа бидејќи наликувана бемка, ги правиме овие, да речем, овие заблуди настануваат меѓу народот и постои тој огромен страф од бемките, кој што не треба да биде претеран, треба да биде, нели, како да кажам, конструктивен. Со редовни прегледи, значи дури за конгениталните невуси, особено овие малите и средните, само со една редовна контрола, еднаш во годината, ние може да го следиме и на тој начин да бидеме сигурни дека дури и да се појави нешто, а процентот е 0,7%, да се нешто малигнизира, тука да почнат малигни клетки да се намножуваат, ние ќе го фатиме тоа на време доколку правиме редовни прегледи. И обично кај овој тип на бемки, тие промени се јавуваат на периферијата од невусот, во смисла на појава на друга боја, затемнување, продолжетоци, расте бемката, па дури да почне да крвари и слично. Значи, било каква симптоматологија е знак дека ние треба тука да реагираме. Само кај длабоките, тоест кај конгениталните гигантски невуси, кои што се многу ретки, тука процесот почнува обично во подлабоките ткива и тука малку е потешко дијагностицирањето. Меѓутоа, таму имаме сосема поинаков пристап во однос на останатата група на конгенитални невуси. Кај истекнатите бемки, промената на бојата, споменавте дека некогаш може да биде индикатор за проблем, но може ли да се случи бемката да почне да ја губи бојата, да станува посветла и сосема да се изгуби? Точно. Во детска возраст. Значи, кај децата бемките можат со тек на годините да посветлуваат, да се изгубат со тек на времето, дури има и таков наречен хало или сатоневус, кој што едноставно организмот го напаѓа како еден имун феномен и ги уништува меланоцитните клетки без никаков ризик. Некои потемнуваат со тек на годините, меѓутоа секој тип на кожа е склона на одреден тип на невуси. Значи, децата што имаат светла кожа, светли очи, дури црвеникава косичка, имаат посветли бемки, значи тие се светло кафени, со може во центарот да бидат и дури уште посветли, боја на кожа што се вели, додека оние што имаат потемна коса, потемни очи, кафени, имаат потемни бемки. Значи, самиот тип на кожа, па дури и локализацијата, на некој начин одлучува, е пресудна во тоа каков тип на бемка тука ќе се развие. Во однос на тоа, на што родителите да обрнат внимание. Значи, детето со текот на времето ќе си појавува нови и нови бемки. Не треба родител да се плаши и да инсистира на хируршко отстранување или обично родителите прашуваат што можам да направам за да спречам да му се појавуваат нови бемки. Значи, на генетскиот фактор не може да делуваме, на сонцето може. Значи, само тоа може на некој начин со заштита
од сончевите зраци со едно паметно однесување на сонцето, под сонцето, до негде да делуваме на бројноста на појава на бемки. Така, всушност на каков начин сонцето делува? Што предизвикува за да се зголеми бројот на бемките на кожата? Па дури пегавоста, нели? Да, сонцето делува стимулативно на меланоцитите. Значи едноставно како да кажам, единствен стимулативен фактор на меланоцитите е сончевата енергија. Меланоцитите се намножуваат како еден вид одбранбен рефлекс. Значи, тие се намножуваат за да не заштитат од штетните UV зраци, а на места кај што имаме поголема накупнина може да дојде до нивно намножување. Меѓутоа, тоа не е примерно. Примерно е сепак генетиката. Меѓутоа, на генетиката бидејќи не може да влијаеме, затоа велиме на сончањето, на изложеноста на сонце. Од друга страна, изгорениците во детската возраст се многу, како да кажам, главен и важен фактор за понатаму во младоста, во подоснежните години да се развие меланомот. Бидејќи кожата памети. Да, значи тие оштетувања на ниво на клетката се таложат, се кумулираат, на некој во одреден момент клетката почнува да не ги слуша останатите механизми на регулација од организмот, почнува неконтролирано да се намножува и тоа е всушност малигнизацијата. Затоа мислам дека од примерно значење кај мајките, кај родителите е да ги штитат своите дечиња од сонцето. Кој е најдобар начин за заштита? Дали треба да внимаваат факторот на средството за сончење да биде повеќе од 30 или повеќе од 50? Минералните масла за сончење, односно млека за сончење. Минералните филтри, тоа се цинк и титаниум диоксид, се најповолни за детската возраст, бидејќи тие делуваат како еден вид штит. Механички ги одбиваат сончевите зраци без никаква тука абсорбција да настане или некоја интеракција која што би можела да и наштети или да иритира и онака нежната детска кожа. Под 6-месечна возраст никако да не се изложува директно на сонце и не смее ни да се користат заштитни фактори. Веќе после 6 месеци може да се користат и тоа од овој тип прилагодени за нежната детска кожа. И секако да се обновува, да се реаплицираат на 2 часа. Ако пишува на самото средство дека е waterproof, тоа само 40 до 80 минути максимум ве заштитува во вода, така да секогаш треба да се реаплицира на секои 2 часа. Значи, ниедно средство не ве штити во текот на целиот ден, бидејќи активните состојки едноставно се трошат во таа битка за заштита од UV зраците. Во овој дел на емисијата ќе им дадеме можност на гледачите да се вклучат во програма. Емисијата ќе биде контактна, можете и вие да учествувате во креирањето на денешниот концепт со ваши прашања, вклучувајќи се во живо во програма на телефонскиот број 3076 677. Денешна гостинка во студиото ни е доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог од приватната здравствена установа Дерма Медика. Веќе кога зборуваме за бемките, меѓу луѓето постои убедување дека е многу опасно да се пипкаат, дека постои опасност доколку се раскрвари бемката таа да се трансформира во меланом. Дали е тоа реален страв? Дали на вистина тоа може да се случи? Тој страв не е реален, тоа е презран и неконструктивен страв, меѓутоа било какво крварење од бемка треба да биде прегледано од дерматолог, бидејќи крварењето од бемка може да биде резултат на обична механичка траума на кожата, со тоа што обично тоа се бемки кои што се како израстоци, па се закачуваат при секојдневната манипулација и лесно, а богати се со крвни садови и ради таа повреда едноставно прокрваруваат. Проблемот е што и меланомот во одредени фази од својот развој, кога има така наречен нодуларен или вертикален раст, значи кога е исто така надниво на кожа, е исто така богат со крвни садови и многу фрагилен, лесно крвари дури и без траума. Значи поентата е да се разграничи дали станува збор за најобичен дермален невус, што е во најголемиот број од случаи, кој што прокрварел поради механичка траума, или станува збор за меланом во подмината фаза кој што крвари ради самата своја природа. И тука настаната е заблудата, бидејќи оние пациенти порано, значи пред ерата на дермоскопијата со која имаме рана диагностика на меланомот, обично меланомите се диагностицирале кога биле веќе развиени во таа трета, четврта фаза, кога имаме веќе раст над нивото на кожата, со обично јазолчиња преполни со крвни садови кои многу лесно крварат.
Тоа пациентите го доживувале како бемката ја повредив и таа се раскрвари, а и потоа отиде на операција и имаше несакан исход. Тоа е всушност меланомот во една задоцната, развиена фаза кога веќе најчесто има и метастази во организмот и сега тој несакан исход всушност кој што се должи на задоцнетата диагностика, пациентите си го поврзале лаички дека бемката прокрваре, отиде на операција и потоа имаше лош исход. Тоа е сосема погрешно. Кај меланомот најосновно е рано да се детектира. Ако вие го детектирате во првите 2 стадиума, излекувањето е до 100%. И тоа само со хируршка интервенција. Нема хемотерапија, нема зрачење, нема цитостатика, нема никаква дополнителна терапија. И тоа е можеби единствен рак, канцер кој што може така да се излекува толку успешно, а е дури и достапен на нашите очи. Значи тоа е канцер кој што го гледаме. И не би требало да дозволуваме и понатаму заради овие заблуди од минатото да се уште ни доаѓаат пациенти во развиена форма кога едноставно шансите за излекување многу се намалуваат. А дали е нормално во детска возраст бемките да почнат да растат? Нормално е, значи како што расте и детето, растат и бемките. Меѓутоа, тој раст треба да биде симетричен и да биде така речи невидлив. Значи постојан, постепен, континуиран, како што расте детенцето, така и бемките. Било каков нагол раст, асиметричен раст, значи појава на промена која што многу брзо, збориме за месеци, неколку месеци почнува да расте над ниво на кожа. Дури може да биде и во боја на кожа или розеникава, црвеникава. Тие може да носат известен ризик, бидејќи тука станува збор за една така наречена спиц форма на невус, кој што во 13%, во одреден процент случај може да биде и меланом. Меѓутоа е толку сличен хистолошки со меланомот да дури и патохистолозите не може да направат јасна дистинкција. Дури овој тип на невус на почетокот бил оквалификуван како јувенилен меланом и многу често се правеле ексцизии на таков вид на бемки од страв да не се работи за меланом. Со текот на времето се дошло до едно сознание дека спиц невусите се едноставно таков тип на невуси, необични, атипични, кои што до 12-тата година, доколку се во ниво на кожа, тие растат, меѓутоа во ниво на кожа, значи доколку се рамни, дури може да имаат и промена во бојата на невусот, да инволуираат, обично бледеат. Меѓутоа, се додека се рамни, имаат симетричен раст, се во ред. Ако имаме раст во висина, значи се појави како едно папулче, едно брунче, да кажам, на кожата, која може да биде од розово боја на кожа до темно црвено и црно, тогаш во било кој момент тоа се отстранува со цел да не се остави дури мал процент да тука станува збор за меланом. А доколку бемката се наоѓа на место на иритација кај детето, дали во тој случај се препорачува нејзино отстранување? Ако е бемката на незгодно место во смисла на постојана континуирана иритација, може да се отстрани. Значи, бемките може да ги отстраниме од естетски причини, од вакви технички причини и од медицински причини. Меѓутоа, може да се извадат без никаков ризик. И тука повторно родителите стравуваат. Не постои. Веруваат дека постои ризик, значи ризик нема никаков. Не постои ризик, тоа треба уште многу вакви емисии и едукации да се повторува, а ризикот од отстранување на бемка не постои. Може да се сведе само на локална реакција ради самиот оперативен процес. Меѓутоа, вие не можете од отстранување на одредена промена, која секогаш е во здраво. Значи, околу бемката се оди, немаме чепкање, немаме до пола, вадење и така натаму, значи околу во здраво. Тоа зборуваме за милиметри во прашање. Се добро, зависи во која големина е бемката. Најчесто се тие до 5 до 6 милиметри. И се додадете само уште по 2 милиметри од обете, од сите страни и 2-3 милиметри во длабочина, тоа е толку мал исечок. Со локална анестезија се прави, амбулантски се отстранува и нема никаков ризик понатаму по здравјето на пациентот. Значи тоа треба да се разграничи еднаш за секогаш. Кога родителите на телот на кожата на нивното дете ќе забележат зголемен број на бемки, тогаш најчесто веднаш се дуваат на интернет да прочитаат за што се работи, наидуваат на правилото А, Б, С, Д, правило за бемки, се обидуваат тие самите да диагностицираат за какво правило се работи, дали тие можат ова всушност во домашни услови да го применат? Да.
ABCD правилото е, да кажам, веќе усталено, можеби уште од 80-тите години, и се однесува на изгледот на бемките, според кој може и самите да утврдиме дали имаме нешто сомнително. Дури до 75% од меланомите ги откриваат самите пациенти по ова правило. Значи, А е за асиметрија, значи ако едната половина на бемката не одговара со другата, таа е асиметрична. Под Б е за бордерс, ивиците, ако се назабени, нерамни, со продолжетоци, тоа не е добро. Под С е за боите. Повеќе бои во една бемка е секогаш на некој начин знак за ризик. Под Д е за диаметерот, обично сомнителните бемки се над 6 мм, и под Д е за еволуција. Било каква промена треба да биде нотирана и прегледана од дерматолог. Има еден момент кај дечињата, ABCD е правилото некогаш, поготово за овие спиц невусите што ви објаснив, воопшто не може да биде применливо. Така да кај дечињата, било која бемка која што личи на грдото пајче, значи бемка која не личи на ниту една друга бемка кај децентето, треба да биде мотив за да се посети дерматолог. Било која бемка која нагло и асиметрично расте, исто така треба да одиме на дерматолог. Било која раскрварување на бемка, исто така треба да се посети дерматолог. Ако вашето дете има повеќе од 50 бемки, исто така еднаш во годината барем треба да се направи овој преглед. А во што се состои прегледот? Прегледот е многу едноставен, безболен, се работи со рачен микроскоп, тоа е дермоскоп кој што има изворна светлина и една зголемувачка лупа. Ги посматраме бемките со едноставно допирање на кожата на овој рачен микроскоп. Не боли, се прави релативно кратко време трае, значи зависно од колку бемки има пациентот, меѓутоа тоа е неинвазивна, неагресивна процедура, не треба некоја посебна подготовка за да го направите твој преглед, а може многу да разграничи многу дилеми и дури во случај ако се утврден или сомнителна или малегна промена, ако тоа се направи навреме, да ви го спаси животот. Така, која е процедурата, доколку постои некаков сомнеш дека се работи за бемка која што се трансформира во канцер? При тој дермоскопски преглед има 3 опции. Мислам, резултатот би бил бемката е во ред, бенигна е, сомнителна е бемката, не можеме да разграничиме, значи има одредени структури кои што ни одат во правец на малигна, ама и некои кои што одговарат за бенигна промена. А по 3 е дефинитивно малигна промена, кога немаме дилема и тогаш веднаш го упатуваме пациентот на пластична хирургија за отстранување. Ова што е измеѓу сивата зона, доколку не сме сигурни дека бемката е, да речеме, 100% бенигна, правиме дигитална дермоскопија. Значи, таа слика која што ја гледаме преку дермоскопот, ја зачувуваме, на компјутер ја префрлуваме и гледаме со 100-кратно може зголемување да ги видиме сите структури на бемката и да бидеме посигурни во тоа дали е бемката бенигна или малигна. Меѓутоа имаме уште едно правило. Ако бемката, особено е надниво на кожа, и не сме 100% сигурни дека е бенигна, подобро да ја извадиме отколку да ја следиме. Обично следиме само мазни промени кои што имаат некоја асиметрија, меѓутоа сепак немаат развиени знаци за меланом, односно едноставно сме сигурни дека со следењето би резонирале, да речеме обично за 3 месеци. Ако и за 3 месеци нема никаква промена, тогаш сме веќе 100% сигурни дека бемката е бенигна. Така, а дали децата со светол тен кои што се почувствителни на сонце побрзо горат, добиваат и алергиски реакции понекогаш, дали кај нив бемките се изложени на поголем ризик за развој на меланом? Изгорениците во детството го зголемуваат ризикот за развој на меланом за дури 75%. А обично горат оние дечиња што имаат посветла кожа, светла коса, светли очиња, пеги. Меѓутоа може да изгори било кое дете. Так. Дури она што има потемна, ние сме најчесто популација со смеѓа коса, со кафени очи и тука се случува дечињата да изгорат. Секоја кожа незаштитена, а детската е најнежна, 10 минути на сонце, без заштитен фактор веќе може да изгори. Изгореницата не е оквалификувана како тешка изгореница со пликови, со болка, со температура. Доволно е да се појави црвенило. Тоа е изгореница од прв степен и таа е веќе оквалификувана како изгореница и фактор на ризик за понатаму да се развие меланом. Така, тоа е една добра причина зашто треба да се внимава. Летните денови сончеви се пред нас.
Веќе голем дел од нас беа за време на празниците и покрај езеро, покрај море, сосема неподготвени, се вратија со изгореници. Еве, како се случуваат всушност, како се зголемуваат ризиците непотребно? Ризиците се формираат еве во младоста, во раното детство, а консеквенциите ги гледаме дури после 20-30 години. И сакам да нагласам посебно за она тинејџерската популација, сепак и тие се во детската група, кои што веќе мајките и татковците не ги мачкаат, нели? И немаат контрола. Сакаат да имаат убав тен, тоа е кај нив модерно. Има направено студии и испитувања во кои што дошло до заклучок дека доколку на младиот човек му објаснувате за карциноми на кожа, ризици кои ќе се појават после 20-30 години, за нив тоа е многу далечно. Тие тоа не го сваќаат, едноставно не превземаат ништо во тој правец. Меѓутоа, ако им објасните дека ако изгорите на сонце или уште побитно солариумите, таа возраст најмногу сака да ги користи заради атрактивноста на тенот и ради тој култ кон физичката убавина и што е најнагласен во тој период, нели, кога изгледот е се. Тој солариум едноставно ви уништува кожата. Таа кожа пред време старее, со тек на годините станува се повеќе збрчкана, ги губи колагенот и еластинот и може да развие пигментација и флеки. Значи, повеќе се сменил начинот на однесувањето под сонцето и користењето на солариумите кај оваа возрастна група, кога им е објаснето дека на тој начин нивната кожа предвремено старее. Доктор Верче, ви благодарам за вашето денешно гостување, уште едно одлично издание, благодарение на вашите конкретни совети и препораки до родителите, поврзани со здравјето секако на кожата на нивното дете. Се гледаме повторно. Ова беше се во денешната емисија, се гледаме секој работен ден, секако во рамки на утринската нателна. До гледање.